Контрола и комплетно профилирање на сите лица кои на подолг временски период ја напуштаат државата. Ова треба да се прави за да се има увид која е нивната крајна дестинација со цел невозможување на нивно приклучување во редовите на странски војски, предлага професорот Злате Димовски. Како пример ја посочува неодамнешната акција Келија, кога беше уапсена трочлена група, наместо нивна ресоциализација по враќањето од Сирија, каде се борале на страната на ИСИС и по издржувањето казна затвор во земјава, тие планирале напади на витални државни објекти. Но штом се етаблирале кај нас веќе некакви си келии кои што постојат, претпоставам дека ова не е единствената келија, дека има уште. Димовски вели дека она што е важно е да се откријат сите оние кои биле нивна поддршка, но и да се утврди од каде тие набавувале средства за опстанок на келијата и за извршување на планираните акти. Дури и првпат можеби во Македонија видовме еден елек, односно два елеци кои што беа прикажани. Тоа зборува за сериозноста која што ја има овај појавен процес. Таргетирани се неколку локации од каде доаѓале ваквите лица, од околу 150 македонски граѓани кои се минале на боиштата во Ирак и Сирија, 80 од нив веќе се вратиле назад. Се работи за подрачја во нашата држава кои што ја фаќаат северозападниот дел на Република Северна Македонија, првенствено градовите Скопје, соопштините Чаир, Сарај и Газибаба и градовите Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево и Струга. 37 лица се загинати, околу 30 на се уште се наоѓаат во логорите и камповите во Турција, Сирија и Ирак, а 12 се на издржување на затворска казна. Сепак сите се согласни дека е неопходен силен процес на ресоциализација по нивното враќање дома. После ослужувањето на казната, која што постои како таква, и кога веќе системот проценил, односно оние кои што се надлежни за тоа процениле дека тие можат да излезат од затвор, едноставно би требало да се воспостави засилена оперативна контрола на тие лица и едноставно да се следи понатамошниот нивни развој, односно каде тие би се движеле, како ќе се однесуваат и така натаму. Од невладината организација Хоризонт, кои работат на ова прашање, велат дека е потребна силна волја, посветеност и трпение, бидејќи секој случај бил специфичен. Имате повратник кој што актуелно е во затвор во Северна Македонија, сопругата со сириско потекло и со 4 годишно дете останати во камповите во војните жаришта, за кои што поширокото семејство на повратникот бара од јавните институции начин за нивното донесување овде во земја. Во овој случај таа сопруга и дете треба да поминат низ фаза на реабилитација, психолошки консултации, правна и социјална помош, понатамо и да им се овозможи курсеви за мајчин јазик во Северна Македонија. Со националниот план за реинтеграција, ресоциализација и рехабилитација се предвидува индивидуален третман на сите повратници и нивните семејства. Дека секој индивидуа ќе ја третираме на посебен начин, согласно проценката од ризиците која што ја носи со себе и она што значи нејзини потреби и барања. Процесот во кој што сега сте во тек се работи на зајакнување на капацитетите на институциите. Процесот на ресоциализација ќе биде на доброволна основа, додава Петрески. Според него, резултатите би биле видливи многу повеќе наредните години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.